почитувани граѓани, се наоѓаме пред куќата на семејството Петровски на улица Дирмутерска, по населбачната општина Газибаба. Тони Петровски е вроден инвалидитет и е со попреченост и е врзан со својата инвалидска количка. Со цел да му се голеснат пристапот до домот, неговите пријатели и другари во текот на изминатите 2 месеца му помогнаа, изградија пристапна патека и остава за својата инвалидска количка. Но по изградбата на патеката и оставата општина Газибаба и овластениот градежен инспектор донесе заклучок за рушење на изградениот објект, оставена со димензија 2 на 2 метри. Заклучокот, што е доставен вчера, предвидува рушење на објектот само за 1 ден, а трошокот за рушење е натовар на семејството. Жалбата се наведува во заклучокот, не го одлага извршувањето. Овој заклучокот кој што е вчера доставен на оваа адреса. Од друга страна, семејството Петровски се обраќа до владата на Република Македонија, каде што е наведено дека имаат изградено пристапна патека со остава за количката на нивното дете. Владата на Република Македонија во својот допис од 18.7. ова година го известува семејството Петровски, цитирам: согласно член 73, став 1 од Законот за градење, одобрение за градба не е потребна за повеќе видови градби, меѓу кои и градбата со кои се возможува и олеснува движењето на лица со инвалидитет до и во градбата, завршен цитат. И покрај дописот на владата, општината не се откажува од намерата за рушење на овој објект. Таквото однесување на градоначалникот Тони Трајковски и неговите инспекцијски служби е нехумано и скандалозно. Наместо да ги подобруваат условите за живот на лицата со инвалидитет, тие дополнително им го отежнуваат. Преку целосна правна помош ќе му помогнеме на семејството Петровски да го зачува ова пристапна патека и остава. Во меѓувреме, упатуваме апел до Трајковски и општината да покаже човечност и разбирање и да се откаже од рушењето. Почитувани, на 15. октомври доаѓа крај на неодговорното работење и самоволијатно нарушење на објекти на граѓаните од страна на Трајковски и неговите соработници. Граѓаните на Газибаба ќе добијат нова, одговорна локална власт која е посветено ќе работи на подобрување на условите за живот на граѓаните, особено на лицата со инвалидитет и попреченост.